Да, се враќаме во студиото. Како што веќе најавивме, продолжуваме со господин Денис Јанкуловски, кој е вработен во Центарот за јавно здравје во Скопје. Господин Јанкуловски, на самиот почеток, дали се слушаме? Се слушаме убаво, супер. Видите, вие сте, освен што сте вработен во Центарот за јавно здравје, прилично сте познат во јавноста. Вие сте активист кој често го гледаме и на медиумите и на социјалните мрежи. Стално ве гледаме во оној заштитен скафандер со кој излегувате на терен, со кој работите со маска целосна, со наочари. Дури мислев дека и сега ќе ви видам така, едноставно така сме навикнати на вас. Таа слика ја гледаме секогаш. Да, така и веќе и ме препознаваат и како космонаутот, меѓутоа верувајте, едва и чекам да ја тргнам таа маска која ќе се приберам дома. Да. Кажете ми, имаме деновиве с големен број на заразени, денеска над 100. Вие одите на терен, вие ги земате примероците за тестирање. Можете ли да ни кажете каква е состојбата овие денови? Дали овој зголемен број на заразени го чувствувате и вие кога одите на терен? Па да, секако дека го чувствуваме заедно со колегите, особено овие неколку дена, не знам, од прилика 7 дена или 10 дена. Се зголеми, многу се зголеми обемот на работа, што е очигледно, сите го слушаат, сите го гледаат тоа. Ние, верувајте, ако допред неколку дена се прибиравме порано во 4-5 саат, веќе 7-8 саат ни доаѓа како некое редовно, нормално враќање дома, меѓутоа едноставно свесни сме дека мора тоа да го работиме, односно мора да се реши ситуацијата. За жал, носиме голем терет на грбот, меѓутоа тоа е професијата, тоа е работата, така да мора да се изработи сето тоа. Да, дали бидејќи сега ние имавме еден пик кој беше најавуван, па потоа имавме намалување, сега повторно имаме зголемување. Дали оваа ситуација овие денови ви личи тогаш кога беше претходниот највисок бран? Од прилика исто ви е на терен? Па мислам дека е зголемено. Верувате дека е зголемено? Сега мислите дека е зголемено? Да. Сега е зголемен обемот на работа, со тоа што имаме доста, значи веќе нема непосетена локација од наша страна. Лошо од една страна, затоа што одиме веќе каде што има кластери. Значи оние така наречени кластери кои што можда во претходниот бран, тој прв или не знам почетен како да го наречеме, беа 4-5 души во една фамилија, сега веќе се по 10-15, така да се осеќа дека веќе е зголемен обемот на работа и едноставно не знам како да кажам, не ни личи дека едноставно ќе ни се намали нешто набрзо, иако посакуваме чудо, меѓутоа чудата ретко се остваруваат. Добро, зголемениот обем на работа очигледно се должи на тоа што сега има и зголемен број на тестирања, веќе над 900 тестирања се прават дневно. Да, зголемениот обем е резултат на тестирањата, меѓутоа по мене многу позначајно зголемениот обем е резултат на непослушноста на самите оние несовесни луѓе кои што доведоа до зголемен обем на работа. Значи тестирањата се од една страна се прават тестирање и нека има повеќе, тоа не е проблем. Меѓутоа она што ние наидуваме на терен и докторите, епидемиолозите со кои што се сочуваат кога ги прават епидемиолошките анкети, гледаме дека е сепак резултат на таа нечовечност од една страна, нечувствителност и непочитување на мерките. Голем процент и тоа е, верувам. Да. Оно што можевме да го видиме кога зборуваа епидемиолозите кои одат на терен, велат дека се соочуваат на отпор од граѓаните, се соочуваат со давање на лажни податоци, но и со закани. Го гледате ли вие и вие тоа кога одите на терен? Па стартно, значи, проблемите почнуваат уште кога епидемиолозите ги прават анкетите, токму овие што ги набројавте, и веројатно има и доста многу проблеми со кои што се соочуваат. Тие се рефлектираат и ние кога одиме на терен. Нормално, кога некој нема да даде точен податок, ние треба да лутаме низ населбата за да го најдеме каде е човекот. Или кога ќе го најдеме, тој ќе рече дека, например, бил на тестирање во пункт.
Ние не можеме да се убедуваме нели дека ние објаснуваме зошто и како сме дојдени, меѓутоа тој да речеме вика ние јас бев во пункт, кога ќе се вратиме на работа гледаме дека нема врска тоа. Значи се соочуваме и ние и самите доктори, поособено на терен малку е потешко е, во секој случај има проблеми, иако неразбирливи верувајте, затоа што мене не ми е јасно како може некој кога некој ти доаѓа дома и бесплатно ти овозможува да се тестираш и едноставно да откриеш дали имаш или немаш, а особено значено ако ја имаш, ако го имаш вирусот, да се одбива таква работа, меѓутоа тоа веќе е до менталниот склоп или односно до совеста, како да кажам. Има разни ситуации, има разни проблеми. Ние на терен да чукнам во дрво до сега не сме наишле негде кај што е некако драстично или да имаме проблем. Веројатно затоа што докторите кај нас на работа во Центар за јавно здравје сепак предходно убедуваат и ги прават сите напори да едноставно ние кога отидеме на терен да се извршиме нашата работа, да земеме бриз, благодариме пријатно и тоа да биде цела акција. Да, добро, причините, мотивите поради кои можеби луѓето би лажеле, може да бидат повеќе, ќе разговараме за нив. Сакам да ја прашам прво за ова една масовна појава која ја гледаме на социјалните мрежи. Пред се имаше пред неколку дена и протест во Скопје, каде што луѓето велат не веруваме во корона. Се соочувате ли вие со такви работи на терен? Дали вас луѓето кои доаѓаат да ги тестирате ви велат ние не веруваме во корона дека тоа постои воопшто? Да, искрено да ви кажам, пред неколку дена имаше една таква ситуација каде што иако беше позитивен, значи наодот на човекот, на лицето кое што веќе беше тестирано, иако отидовме ние да направиме тестирање на сите кои што се наоѓаат во семејството, односно во дворот каде што живеат, може се и 2-3 фамилии, тој сепак беше убеден дека не постои такво нешто, така да тука ние се обидуваме да објасниме, ние не можеме да се расправаме, не е ни наше да се убедуваме. Сега зошто тоа е, зошто на тој начин размислуваат луѓето, исто јас го размислувам одамна, сите се прашуваме. Едноставно не знам како очекуваат да тврдат, како воопшто тврдат дека не постои нешто кога имаме некои и поразителни бројки, особено поразителни се нели оние смртните случаи. Така да не ми е јасно зошто едноставно се убедени дека не постои. Јас секогаш и на социјални мрежи и вака кога зборувам со луѓето, им препорачувам, значи тие нека не веруваат, меѓутоа нека почитуваат, тоа е основното. Добро, што велат конкретно таквите луѓе кои како тој господин што е позитивен, а што не верува? Што вели тој? Кое му е образложението? Што него му се случува? Он мисли дека и позитивниот резултат е измислен, дека сето тоа е измислено и зошто некој би го правил тоа? Секакви ситуации има, верувајте, значи и измислено дека едноставно е грип, дека нема врска со корона, дека се е тоа од некои надворешни сили, се е дека некоја политика, се измислува. Така да не знам од каде ги црпат сите тие така наречено информации, ги дознаваат, односно знам од каде, тоа се овие социјални мрежи, интернетот кој што колку и да е добар, од друга страна прави, не знам како да кажам, лом прави во однос на тие работи и веројатно луѓето повеќе сакаат да прифатат дека нешто нема. Значи не убедуваат дека, иако земаме бриз, иако не гледаат, можда мислат дека, не знам, малку не е вулгарно, не знам како да кажам, да се изразам дека може мислат дека сме ние некои космонаут, облечени како космонаути кои што одиме на маскенбал, не можам да разберам. Така да никако не можеме да се убедиме, не се ни убедуваме, иако и му кажуваме, значи ние кога одиме, имаме ситуации каде што сме наишле на секакви симптоми, дали повеќе, дали помалку, има нормално некои без симптоми биле. Меѓутоа, никој пат не можеме да разбереме зошто велат дека не постои такво нешто, имаат некои објаснувања кои што се, не знам, научна фантастика за мене. Да, добро, имаме ли другата страна на медаљата? Има ли луѓе кои сега, особено после овие неколку дена, после зголемениот број на случаи се подисплашени, повеќе исплашени, кои може би биле опуштени, но сега посериозно ја разбираат состојбата? Па,
како одговор на тоа прашање може слободно да се обратите до одговорните во мој термини, ќе видите колку се пребукирани термините, може со 10 дена нанапред, затоа што луѓето колку и да не веруваат, колку и да се убедуваат, меѓутоа можда гласно кажуваат дека не веруваат, сепак потајно одат кај матичниот или бараат да им се закаже термин. Бараат и кај нас нормално. Докторите, верувајте, имаат не знам, преку глава работа, тие работата ја имаат преку цел ден, исто како и ние. Ние од друга страна, значи тоа што тие го работат, тие карикирам милион налози, ние на терен ги извршуваме. Така да мислам дека луѓето сепак сваќаат дека едноставно мора да не само што мора, мислам дека тоа е уствари поточно што го кажавте, се исплашени, малку и се кријат, верувајте. Кога ќе отидеме, ај влезете внатре, па немојте да кажете, но ние никој пат нормално не кажуваме. Меѓутоа очигледно е дека се подисплашени затоа што колку и да не веруваат, бројките ги побиваат. Ова што го кажавте сега е многу интересен аспект. Тоа е уште една од причините, евентуалните предрасуди. И јас лично го имам слушнато тоа од луѓето дека некаде таму некој сосед или роднина има, па кријат, па не кажуваат. Можно ли е луѓето да имаат навистина предрасуди поради заразна болест како што е вирус, дека на некој начин се чувствуваат дека се жигосани поради тоа? Верувате дека има предрасуди. Значи од секаков тип сме наишле на ситуации каде што по секоја цена некој сака да разбере каде влегуваме, да земеме бриз. Некој информативно наводно сака да се заштити, а од друга страна гледаш дека сака да го жигоса тој што е каде што одиме да земеме бриз. Така да ние ги разбираме и оние луѓе кои што им одиме да ги земеме брисевите, значи едноставно ја гледаат средината, ја гледаат околината која што е, не знам како да ја наречам, страшно. Не знам, не верувате, немам збор да кажам како може за ваква ситуација да се плаши некој, не само да се плаши, него едноставно имаше ситуации кај што читав сакаат и да ги преселат, да ги петиции потпишуваат за селење, како да едноставно не може ни путредента тоа да им се случи. Меѓутоа страшна работа е околината. Да, а процедурата е таква, значи доколку некој сака да се тестира или доколку има потреба од тестирање, вие одите кај него дома, така? Да, има неколку начини, значи првиот начин е доколку може да закаже преку мој термин кај матичниот лекар на 4 пунктови кои што се наоѓаат каде што има наши екипи, кои што ги знаеме веќе, значи тоа се Јане Сандански, Ченто, Чаер и Дадија. Од друга страна сме ние мобилните екипи кои што ги добиваме налозите, а налозите се прават врз основа на тоа дали има некои симптоми, дали бил во контакт со некој кој што бил позитивен, така да има начин или да се јават наједноставно преку матичните и да закажат на мој термин преглед, додека оние кои што веќе покажуваат некои симптоми или имаат некои индиции, тогаш се јавуваат и кај нас и тогаш нашите доктори ги прават анкетите и исто одлучуваат што каде треба да се направи. Да. Сега Комисијата за заразни болести предлага до владата повторно викендов да се воведе карантин за 4 града каде што има зголемен број на случаи: Скопје, Куманово, Тетово и Штип. Во целата држава се предлага полициски час за време на викендов. Кажете ми, мислите ли дека тоа ќе донесе некоја промена на терен, бидејќи знаете работевте и во времето на претходните карантини, сега повторно се воведува, мислите ли дека тоа ќе има ефект? Сигурно дека може да има ефект само доколку луѓето го почитуваат полицискиот час, доколку не се собираат и во полициски часове, или од друга страна доколку полицијата на вистина почне да ги казува тие што не почитуваат, затоа што по мене факт е дека една огромна причина е тоа што не функционираше тој казнен, да го наречем казнен систем. Меѓутоа верувам дека ќе има, затоа што се подисплашени. Факт е дека се подисплашени луѓето, колку и да викаат не верувам, меѓутоа другите причини претходно што ги наведи покажуваат дека сепак малку удира тоа во свеста.
Мислам дека ќе има, се надевам дека, јас еднаш реков, една недела реков дека се надевам повеќе нема да има полициски часови карантини. За жал, еве има, пак ќе кажам, се надевам дека ова ќе биде последен, а за тоа, за да биде последен и за да биде секој што треба, само ние луѓето може да направиме. Верувајте, друг никој не може да ни реши нешто или да едноставно не може, како да кажам, да одлучи дека ќе се реши на тој начин. Ако имаме соработка сите од едната и од другата страна, тогаш многу побрзо ќе биде се решено. Верувам дека ќе има резултати. Да, кога вчера министерот за здравство одговараше на дел од прашањата во однос на здравствениот систем, во еден момент доктор Филипче вели добро и што нема бърнаут на здравствените работници во здравствениот систем, дека тоа е една од добрите работи. Сега, бидејќи вие сте во сектор кој е еден од најоптоварените во оваа корона криза, не се сите такви, тоа знаеме. Мислите ли навистина дека нема бърнаут сега за сега, дека добро се држи? Па да, од една страна, без разлика, мислам, јас секојаш ги почитувам сите здравствени работници, независно кој во која улога е. Секој имаме моментално своја улога во ова и секој е битно да се ја одигра како што треба. Нема, за сега нема. Веруете, искрено вака да ви кажам, значи на сите не ни доаѓа преку глава, меѓутоа сме изморени. Нас не изморува повеќе она другата нечовечната страна. Значи работата која работа ќе се излеземе, ќе се ја завршиме, ќе отидеме, дали ќе биде црвена вода, дали е Рачиново, Кучевиште, не е битно каде ќе отидеме. Меѓутоа, моментите која ние сето тоа го правиме и сите оние и вие што професионално си работите работата, сите кои што седеа со месеци дома, кога од друга страна наидуваме на некои луѓе кои што едноставно го погазуваат сето тоа што ние го правиме, тоа малку нервира. Меѓутоа, во секој случај, ние никогаш нема да се откажеме што и да биде, затоа што прво сме за сите луѓе, така да мора тоа да го истераме до крај. Да, кажавте дека не им забележувате на другите здравствени работници, но факт е дека сега дел некои здравствени сектори се навистина на удар, се оптоварени, кои се директно поврзани со короната, но паралелно на тоа многу здравствени гранки и сектори се па прилично олабавени, бидејќи се откажани контролите, прегледите, интервенциите, редовни и така натаму. Имаме зголемен намален број на пациенти во оптек во здравствениот систем, тоа е факт во оние останати сектори. Има ли тука кај вашите колеги, можеби сега човечки се тие забелешки, нели, дека сега вие сте толку оптоварени додека некои ваши колеги па сега малку и одмараат? Добро, точно од една страна можеби многу повеќе да се вклучат во целата оваа акција. Ние секогаш викаме дека секоја помош ни е добре дојде на нас. Иритира, секогаш иритира, човечки е, нели, да едноставно гледаш дека некој, не да речам се излежава, да не биде тоа така безобразно кажано, меѓутоа едноставно си оди дома во 2 сат, во 3 сат, не е битно, а знаеш дека може да ти помогне. Сега тоа се веќе други моменти кои што други треба да одлучат за тоа, така да верувајте, сите колегите, ние што сме 7-8 колеги, 6-7 колку сме, апсолутно гледаме со ништо да не се нервираме, затоа што едноставно не сме ништо да ни одземе, да ни влие на концентрацијата, затоа што максимална концентрација со многу сериозна работиме, така да буквално само на тоа сме концентрирани, а се надеваме дека другиот дел ќе се реши, пак ќе кажам, на некој друг начин, не знам како. Да, знаеме дека во корона пандемијата здравствените работници исто така беа директно први на удар и од самата зараза, поради природата на вашата работа, тоа особено беше истакнато во Италија, например, со бројот на заразени лекари и медицински персонал. Каква е состојбата кај вас, господин Јанкуловски, во Центарот за јавно здравје? Имате ли некои ваши колеги кои се заразени, биле заразени, како се држите во таа насока? Па не знам, можеби во 10 дрва да најдам негде да чукнам. За сега супер сме, иако очигледно е дека ние сме оние кои што директно сме изложени секојдневно на контакт. Од една страна ќе речам контакт со сите позитивни, меѓутоа од друга страна сме максимално заштитени. Работиме
со комплетна заштита, која што веќе, како што рековте и претходно, ја знаете како космонаути, и едноставно се штитиме, се чуваме, се пазиме колку може и се надеваме дека и до крај ќе истераме така. Кај вас дома во семејството навикнете ли се веќе на тоа? Отрпнете ли се на стравот од тоа? Бидејќи колку и да сте заштитени, сепак стравот постои, нели? Тоа е човечки. Да, секако. Навикнати се, едноставно, мислам дека кога ќе се приберам некојаш во 2,5-3 сат, тогаш им е најчудно. Инаку постои страв. Нормално и кај мене постои страв заради тоа што го работам, се враќам сепак дома, знам што може да се пренесе. Контактите со останатите, веруете, веќе неколку месеци со останати, па и со мајка ми, со пријатели, со другари, не се сведени на минимум и ги нема едноставно, затоа што и јас и колегите свесни сме што работиме и што може, не дај Боже, ако не работиме како што треба да се случи, така да внимаваме, а дома апсолутно имаме и поддршка и навикнати се сето тоа, така да веројатно еден момент кој што е најбитен, барем за моето семејство кажуваме, знаат дека сепак совесно ќе извршуваме и јас и останатите колеги работата, па затоа се сигурни во нас. Значи, еве, за крај, еден како апел да речеме, вие го кажавте тоа предмалку, но сега во оваа последна реченица повторно го реафирмиравте, значи, луѓето не се свесни од што се вие се откажувавте, еве, и самиот велите ни својата мајка не смеете да ја видите, додека луѓето излегуваат, седат на кафиња во ред, почитуваат правила, да речеме, сесија во ред, да, одржуваат контакти, но релативно слободно го поминуваат периодот, не се свесни како вие живеете и се жртвувате за да се вратиме можеби во некаква нормала. Вака, тоа што сакам сега да го напоменам, да, точно, апсолутно, има многу што не се свесни, меѓутоа, сите ние и колегите, верувам и останати здравствени работници кои што сме на овој начин вклучени, ние не сакаме да го потенцираме тоа или некој да кажуваме леле колку имаме работа, ама за разбирате, знаат колку имаме работа. Ние бараме само да ги почитуваат мерките, да слушаат се она што се кажува, да веруваат дека навистина постои короната и со тоа ќе ни олеснат нас работата. Значи едноставно бараме соработка од луѓето, ништо повеќе. Поддршката ја имаме, тоа сигурно го гледаме, го чувствуваме од останатите, зашто на сите им благодариме, а за останатите кои што се уште не веруваат, не знам, нека не веруваат, меѓутоа нека почитуваат. Тоа е главното по мене. Господин Јанкуловски, ви благодарам за гостувањето во отвореното студио. Останете со добро здравје, се разбира, и да се надеваме што побрзо сите да се вратиме во некаква нормала. Ви благодарам и јас на поканата. Имате поздрав од сите колегите, едноставно за поддршката што ни ја давате. И јас секогаш кажувам, значи да бидеме умни за што побрзо да се дружиме заедно. Да, благодарам. Се разбира дека вие и вашите колеги, вие ни ја давате поддршката, а не ние на вас. Во ред, ви благодарам. Ова е крај на вечерашното отворено студио и само уште најава. Во 20 часот почнува пресконференција на министрот за здравство доктор Венко Филипче, поради изголемениот број на случаи денеска, над 100 се веќе. Верувам дека ќе биде интересна пресконференција. Не заборавајте, краток блок на реклами, 20 часот почнуваме со директно вклучување во пресконференцијата. Останете и вие во добро здравје.